Почитувана македонска јавност, продолжува фијаското и дебаклот на владата на Зоран Заев и Венко Филипче поврзано со смртноста од ковид пандемијата и вакцините. Оваа власт се фали со една добиена кутија вакцини во Македонија, а истовремено во регионот и во светот масовно и секаде се вакцинира. Македонија е најлоша и на Балканот, и во Европа, и на светот, кога станува збор за вакцинација, и за жал, Македонија е прва по смртност, кога станува збор за починати од ковид пандемијата. Еве неколку бројки кои што ги ставаат работите во контекст. Додека Зоран Заев и Венко Филипче прогласуваат за голем успех, кога Македонија ќе добие една кутија вакцини со просење и со молење, истовремено Србија веќе галопира кон 1.700.000 веќе вакцинирани луѓе денес. Бугарија веќе има вакцинирано 300.000 луѓе. Хрватска 250.000 дадени вакцини. Романија речиси 2 милиони дадени вакцини. Грција 1 милион. Албанија веќе се движи кон 20.000 вакцини. Македонија е најлоша на Балканот, најлоша во Европа и најлоша во светот. Тоа е резултатот на Зоран Заев и Венко Филипче. Уште неколку бројки. Србија дневно вакцинира 40.000 луѓе секој ден. 40.000 луѓе. Само во градот Крагуеваc се вакцинирани 60.000 луѓе. Во Врање, само во Врање, 30.000 вакцинирани луѓе. Во Пирот повеќе од 15.000 вакцинирани. А Заев и Филипче ни велат дека една кутија е голем успех. Имаат цела една година и добија само една кутија со молење и со просење. Бангладеш, почитувани присутни, Бангладеш има денес, заклучно со денес, 3,5 милиони вакцинирани луѓе. Пакистан има 250.000 вакцинирани здравствени работници. Боливија има повеќе вакцинирани од Македонија. Еквадор, Панама и така натаму. Вчера ви го соопштив податокот дека само во неколку африкански земји вчера дојдоа 2,5 милиони вакцини. Кенија доби 1 милион, Руанда доби 440.000, Судан доби 800.000 вакцини и така натаму. Ова зборува за размерите на неодговорност и на способност кој што ја гледаме во Македонија, кој што граѓаните на Македонија секој ден ја плаќаат со своите животи. Тоа е реалноста во која што живееме, тоа е катастрофата која што ни се случува, а уште еднаш ке речам, имаме неподнослива леснотија на умирањето во Македонија, каде што секој ден ни умираат по 10-15 луѓе. Тоа не се обични бројки, тоа се луѓе, тоа се стории, тоа се семејства. Исто така, ја користам оваа прилика да одговорам и на онлайн прашањата кои што дојдоа од повеќе портали, кои што се однесува на вчерашната заплена на дрога на јужната граница. Значи, прашањето е како ВМРО ДПМН го коментира запленувањето на 700 килограми марихуана на јужната граница, а ова е одговорот. Македонија стана Колумбија на Балканот со Зоран Заев, неговата влада и неговите министри. За жал, наместо да се отвараат фабрики во Македонија, Македонија стана број 1 извозник, Колумбија на Балканот, кога станува збор за извозот на дрога. Вчера беа запленети 700 килограми наменети за Грција, произведени во Македонија. Колку само не се фатени транспорти, колку килограми и тони поминале, а никој не ги видел. Пред 2 месеци во Ново село Струмица на граничниот премин беа фатени 100 килограми наменети од Македонија за Бугарија. Пред неколку месеци беа украдени 2 тони дрога, произведени во Јосифово, во Ландово, а кои што беа најдени во Арачиново. Имаме ситуација во која што млади луѓе се убиваат со автомати на улица, не знаеме од кои причини, но факт е дека има небезбедност. Пред 2 дена имавме убиено луѓе со автомати во автомобил. И тоа веќе не е вест. За жал,
во овој заевистан кој што ни се случува. Немаме отворени фабрики, немаме добри вести, немаме вакцини. Има убиени луѓе, има извозна дрога, има плантажи на марихуана од семејството на премиерот и има секојдневно умирање од корона. Тоа е ужасот во кој што живееме.